колку што ни дозволува сега пространството време, решив да продолжам со две Христови чуда на исцеление. Едното веќе го споменавте и мијатиот пат реков дека оние чуда што се споменуваат во библиската поука, бидејќи проучуваме за Евангелието според Лука, многу нема да ги поминувам. Во случајов денеска се спомена исцелувањето на жената од крвотечение. Но, зборувајќи за исцелувањето на фатениот во саботен ден во бањата Витезда, мијатата сабота ќе продолжам сега со уште едно саботно исцеление, а тоа е исцелувањето на слепородениот во саботен ден, веднаш по завршувањето на празникот Сеници, последната есен од Христовата јавна служба на земјата. Пред да прочитаме нешто во овој поглед од Јован 9 глава, каде што е запишано ова чудо, нема да го читаме текстот во врска со исцелувањето на жената од крвотечението. Верувам дека сте го читале при проучувањето, ако ништо друго, на денешната библиска поука. Но, само да споменеме некои важни детали во врска со тоа исцеление. Многу е чудно што, како и на многу места, Господ поставува прашање, и тоа такво прашање, за да звучи како да сака да дознае одговор, како да дознае информација, како да не ја знае. Вели, кој ме допре? Кој ме допре? Зошто постои вакво прашање? Кој ме допре? Самиот Петар му вели, Господи, цело мноштво народ не те допира, те притиска, се гужва околу тебе, а ти прашуваш кој ме допре. Но зашто Господ го поставил ова прашање? Не зашто му требала информација, кој го допрал. Туку сакал токму тоа, сакал да го насочи вниманието на мноштвото кон нешто што се случило. Се случило чудо, се случило моментално, баш такво инстант исцеление на една жена, која што патела 12 години од нејзината болест, и никој друг тоа не го забележал во моментот. Зашто не го забележал? Како прво, затоа што самата жена била скромна. Замислите, и за оваа жена, како и за некои други, не ни е кажано во Библијата ни како се викала, кој е незиното име. Анонимна жена. Таа велела само да се допрам до неговата облека и ќе оздравам. Ова веќе била голема и силна вера. И тоа се случило. Господ вели, почувствував сила, како излегува сила од мене. Јасно е, неговото прашање било насочено за мноштвото да разбере што се случило во моментот. Затоа било толку парадоксално, кој ме допре, што гужва народ се притиска околу него, го допира и го притиска, зашто тој прашува кој ме допре. Да го насочи вниманието на мноштвото кон она што туку се случило, а никој не забележал, никој друг не забележал. Жената била исцелена затоа што се допрела до неговата облека со намера, и целиот тој настан Елена Вајд го нарекува допирот на верата во Копнежот на вековите, впечатлив наслов. И Господ вели, почувствував сила како излегува од мене. Која е таа сила? Тоа е Светиот Дух, тоа е благодатта. Секој благослов, дали е телесно исцеление, дали е само духовен благослов, секој Божи дар е благодат. Тоа е нешто што во душите на луѓето го прави Светиот Дух. Не знаеме ние како, се разбира.
Таа техника не ни е позната. Но интересно е нешто, ни зборува Елена Вајт на таа тема, има еден незин цитат што вели дека нервите на мозокот се единствениот канал преку кој Светиот Дух комуницира со луѓето. И токму тоа сатаната сака да го уништи, дали со алкохол, дали со разни други дроги, дали со нашата дрога што ја произведува нашиот организам, така наречените срекни хормони, допамин, серотонин. Кога сакаме да се дрогираме со некои настани, со некои забави, со нешто што ќе не возбуди, да речеме, тоа често пати се прави со некоја музика и така натаму. Сеедно, значи, нервите се тие. Кога нервите се во исправна состојба, значи кога сме најтрезни, но и најсмирени, кога таа струја, тоа е струја, пазите, Елена Вајт кажува дека е струја тогаш кога науката не знаела дека е струја. Дека во човечкиот организам тече слаба струја цело време. Да, денешните учебници по анатомија и физиологија тоа го кажуваат, но кога Елена Вајт тоа првпат го пишувала во 19. век, тоа не било познато. Многу не се ни знаело што е тоа струја тогаш, барем за поширокиот круг на луѓе. Само таа струја да не се поремети, незиниот тек да не се поремети од нешто, таа дури сугерира дека грешните мисли се нешто што го реметат текот на таа струја. Многу интересна физиологија. Кога е тоа, значи, во најздрава состојба, Светиот Дух најмногу може да влие, да делува во душата на човекот. Оваа жена била исцелена. Да, кога Христос бил на земјата, се случувале инстант исцеление. Зошто? Бидејќи и неговата мисија била, значи, релативно кратка, 3,5 години не се многу. Требало да се завршат многу работи за тој краток временски интервал и да се посее семе и да се положи темел на едно големо движење, едно големо дело кое што ќе заврши дури со неговото второ доаѓање и крајот на светот. Не значи дека треба да очекуваме секојаш инстант исцеление, иако и јас лично Господовото ветување во Јаков 5 глава го сваќам така. Со брат Борче денеме прочитавме едно интересно чудо на исцеление на едно девојче, не знам каде беше, таму на исток, во Кочани, токму со миропомазание, меѓутоа не би сакал да зборам повеќе за деталите од тој настан. Го има на интернет. Да преминеме веднаш на Јован 9 глава, како што најавив, уште едно саботно чудо. Да повторам дека Христос од сите саботни чуда што ги направил на исцеление, причината зошто ги направил во сабота е повторно една и иста. Значи, не само да покаже дека човекот е поважен од саботата, како и во овој случај, како и во случајот со фатениот. Човек слеп од раѓање, дали е тоа акутна болест, далеко е тоа, похронично од ова здравје, можел да се врати на редниот ден, можел да почека да помине саботата. И тука можел тоа да го. Бил празникот Сеници, народот се уште нема да биде разотиден, ако ништо друго, слепиот и фатениот нема да си одат од тоа место и утре ќе ги најдеш таму. Тие со години биле таму. Но Господ го направил тоа намерно во саботен ден. Не само да покаже дека човекот е поважен од саботата, туку затоа што сакал во саботен ден
веројатно тоа и била желбата на сестра Милица, во саботен ден да добие благослов. Посебен благослов. Среќа, нов живот, исцеление. Во саботен ден, таа сабота да им ја разубави на тие луѓе што ќе бидат исцелени. Во саботен ден овој човек да прогледа, а никогаш не прогледал во животот. Никогаш не гледал во животот. Колку интересно. Како изгледа да се родите слеп? Дали можеме воопшто да се замислиме? Знаете, на времето се воодушевував кога слушавме у школо како Бетовен, кога бил глув, ги компонирал своите најубави дела. Иако, ако бил глув од раѓање, никојаш немаше да стане музичар. Много логично. Но, како изгледа да се биде слеп од раѓање? Дали тоа знаеме? Може да знаеме како изгледа сега да се ослепи. Едноставно затворете очи и знаете како изгледа да живеете без вид. Не знам, може би вие познавате некои, ние познаваме некои лица од домот на слепите овде позади нас, но не знам до кој степен е нивното слепило. И дали постои кај нив случај на некој што бил роден слеп. Некој што да расте од дете до возрастен човек и никогаш да не видел бел ден. Никогаш да не видел светло, никогаш да не видел други луѓе. Замислете како тоа изгледа. Никогаш да не видел лице на други луѓе. Спред тоа никогаш да не види убаво лице. Некоја убава девојка, например. Никогаш да не ги види своите родители. Како изгледа. Или браќа и сестри, веројатно ги имал. Тоаш сите биле многу детни семејства. Како изгледа да растете така? Да живеете цел живот така? Без да сте виделе лице. Без да сте виделе бел ден. Се разбира, се е навика. И такви луѓе живеат како што живеат и се навикнале така да живеат, затоа што за подобро не знаат. И ние денес живееме тука, во еден мизерен свет, и многу работи ни причинуваат задоволство, среќа, меѓутоа сето ова е мизерија во споредба со она што Адам го имал во Еден, а што го загубил, и во споредба со она што Господ го подготвува за оние кои што го љубат. Но зашто ние, а не само ние, зашто поголемиот дел од светот не копнее по тоа таму? Не сме го виделе, не сме го опипале, не сме проживеале еден ден таму. Знаете ли, на Вајд, после првата визија неизина во Новиот Ерусалим, вели, кога ангел ти рекол сега, ако бидеш верна, ќе живееш тука, ќе можеш и да јадеш од оваа храна на трпезата, бидејќи видела и како Христос послужува таму, односно како ќе ги послужува спасените. Но сега мора да се вратиш во светот и да ги сведочиш овие нешта на твоите ближни. Како таа го опишува само низиното враќање од... Знаете, кога бев мали, кога се враќав од Грција, поточно од Македонија, Беломорска, кога влегував тука, со колата влегувавме во Чаир, тука преку Железара. Целата тоа Чаир, сето тоа ми изгледаше грозно во споредба со од кај што се вратив. Така беше како дете впечатокот.
Може би на оваа планета постојат такви искуства, ќе отидете некаде, ќе бидете посебно благословени, може би некој екзотично место или едноставно некој убаво место, само затоа што не е вашето место кај што живеете, само затоа што е нешто друго, ви изгледа поубаво и посимпатично од она секојдневие во кој што се враќате. Елена Вајд го опишува овој свет во кој што се враќала после визијата, во споредба со Новиот Ерусалим, како грозен и мрачен свет. И посакувала да не се врати. Посакувала да биде таму цело време. Но ние живееме во овој свет и затоа што не го знаеме тоа по доброто, тоа по убавото, и ние сме навикнати на животот во овој свет. И копнееме по нештата што се во овој свет. Замислете да бидете слепо, драгиња, и да живеете, да се навикнете на тој живот, до толку да дури и не ви е битно дали ќе прогледате некојаш. Така изгледа нашиот живот. Но верувам дека овој човек сакал да прогледа. Овој човек не бил до толку утепан да не го сака она по-доброто. Знаел дека другите нормалните луѓе гледаат, дека не се сите како него. Дека животот не е таков, каков што тој го живеел. Знаел дека има, со сигурност има нешто подобро. Има вид, има бел ден, има светлина. Може да се живее живот подобар од неговиот, живот со вид, со здрав вид. Спомнувам некои работи што порано не сме и кажували, иако често пати сме зборувале за овој настан, а нема да ги повторувам на работите кои што често пати сме ги кажувале. Да, учениците, водени од еврејската заблуда, прашуваат: Господе, кога го забележале слепиот, како што одеше по пат, забележале човек слепо, драгење, вели текст. И прашуваат: Господе, кој сгрешил што овој се родил слеп? Христос одбегнува одговор на вакви прашања, затоа што се неполезни. Погрешно е да се мисли како прво не можел самиот тој да сгреши, за да се роди слеп. Каде грешил за да се роди слеп? Во утробата на неговата мајка, каде имал шанса да сгреши. Дали неговите родители сгрешиле? Не сгрешиле ни тие. Единствено точен одговор е: сгрешил дедо Адам и баба Ева. Од нивниот греф, од првиот греф, се сите зла и беззаконие, иако постепено човечкиот род, генетски и природно, постепено се деградирал, драстично многу повеќе после потопот, отколку предходно. Ни денеска го има, значи, достигнато најниското ниво. Денеска човечкиот организам е најранлив, најслаб и најподложен на секакви пореметувања, болести и така натаму. Сето тоа е последица на првиот грев. И последица на многу други гревови, но ние не знаеме на кои се предци. Господ вели до трето и четврто колено. Интересно, не кажува до прво или второ, што значи не неговите родители непосредно, може би не бабата и дедото од двете страни непосредно, но кога се јавуваат генетски пореметувања, тоа значи најчесто е случај на гревовите на подалечни предци. Но самиот Господ не сака многу да се занимава со тоа прашање. Не е битно кој, зошто, од каде, како. Гледате го решението, благословот што следува, гледате во иднината, не во минатото. Овој човек се родил слеп за да се покажат делата Божии врз него. И јас се разбира нема да должам повеќе во врска со ова чудо и времето ни е изминато, но јас само сакам да прочитам, да нагласам еден многу интересен текст, Христов одговор. Знаеме
Бидејќи се случило во сабота, фарисеите биле исполнети со уште поголема омраза, ги донеле неговите родители, па дали овој беше вашиот син, и за тоа што сме зборувале порано многу пати, човекот дури ги посрамил теолозите на еврејската црква. Вели, да употребам малку наш жаргон, па во тоа е трагедијата што вие теолози, доктори и магистри не знаете он од каде е Месијата, не го препознавте. Они што ме направи да гледам, бидејќи тие што рекоа, ние сме Мојсееви ученици, а овој не знаеме од каде. Па во тоа е трагедијата, што вие доктори по теологија, овој не знаете кој е и од каде, а тој мене ме направи да гледам. Никогаш не се чуло како е век и свет некој слеп од раѓање да прогледа. Би сакал да ги нагласам и со тоа да завршам овие Христови зборови. Значи, дадени во таа дебата, во таа расправа со неговите непријатели, со теолозите, во врска со овој настан. Интересно е, откако тоа им го рекол, била повредена нивната гордост. Еве, например, одговори човекот и им рече 30 стих, тоа е и е за чудење, што вие не знаете од каде, а мене сепак ми ги отвори очите. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога и ја исполнува неговата волја, него го слуша. Откако е веков не се чуло некој да отворил очи на слепороден. И сега тие одговори и му рекоа, сиот си во гревови роден, па зар ти нас ке не учиш? И го избрка, вели надвор. Се разбира, и неговите родители се плашеле да го признаат Христа и вистината, затоа што се плашеле и тие да бидат исклучени од синагогата. Но, на крајот од оваа глава, тоа е оно што сакам да го нагласам. Исус чу дека го истерале, 35 стих, па до последниот 41, кој што е кулминација. Исус чу дека го истерале, па го најде и му рече, веруваш ли ти во Синот Божи? Видите, многу интересно, ако ве исклучат од црква, ама заради правда, не заради прељуба, на времето исклучуваа проповедници за прељуба и верници. Но по последните 2 децении тоа не го прават. Ако ве исклучат од црква за правда, Господ нема да ве остави. Исус вели, чул дека го избркале и го најде. Отиде и го најде. Се загрижи, отиде и го најде. И му рече, веруваш ли ти во Синот Божи? Ова е најбитното. Не е најбитното дали си запишен во црковната книга на Адвентишката црква. Веруваш ли ти во Синот Божи? Тој одговори и рече, а кој е Господи? Кој е тој за да поверувам во него? Исус му рече, си го видел? Христовото лице било првото кое што тој го видел. Токму оној е кој зборува со тебе. А тој рече, верувам Господи, и му се поклони. Видите, овој слепороден, кој што ги посрамил теолозите, знаел дека ако некој е син Божи, дека тој е Господ. Со самото тоа и заслужува да му се поклониш. И сега Христовите зборови, последните 3 стиха. Исус рече, за суд дојдов јас во овој свет, за да прогледаат слепите, а оние што гледаат да станат слепи. Да. Го чуја тоа некој од фарисеите што беа со него и му рекоа, зари ние сме слепи? Многу добро сватиле што кажал Христос
и на кого се однесувале овие зборови. Еден друг превод вели, јас дојдов да им дадам вид на оние што немаат, а да го земам од оние што го имаат. Што значат овие зборови? Христос донел светлина, донел вид на мнозина. Мнозина од нас прогледавме. Поверувавме и свативме дека навистина постои подобар живот од оние кои што дотогаш сме го познавале. И дека се уште постои многу подобар живот од оно што досега го живееме. Сме се отповикале на таа негова благодат. Сме пошле по неговите стази. Но има мнозина кои што го знаат ова, но кои што повеќе не веруваат и дури се противат на вистината. Од таквите видот ќе биде одземен и мнозина веќе има одземен. Фарисеите сватиле дека тоа се однесува за нив. Тие ја знаеле вистината што незнабожците не ја знаеле. Незнабожците почнаа да прогледуваат, слепородениот прогледал, а тие не го препознале Спасителот, значи тие станале слепи. Исус им рече, да бевте слепи, значи да не знаевте, како римјаните, како грците, како паганите. Да бевте слепи, греф немаше да имате. Замислете. На сега велите дека гледате, штом велите дека гледате, затоа гревот ваш останува. Тоа е трагедијата. Трагедијата е да се познава Божјата вистина и да се продолжи да се греши. Сосема беше поинако кога грешевме, без да имаме ниту зрак светлина, ниту зрак познавање на Божјата реч и неговата слава. Да не даде Господ да се најдеме во оваа категорија, кои што долги години, многу време ја знаеме вистината, кои што и сме имале славни искуства со него во минатото заради верата наша, а сега едноставно да закоравиме и ја знаеме вистината, дори знаеме и повеќе од минатото, но грешиме. Не привлекува гревот, светот, желбата на телото, очите, гордоста на животот. А Христа, неговиот глас, неговото присуство, неговото слово, не ги препознаваме, не ги разпознаваме повеќе во нашиот живот. Ако сме западнале во такво лаодикејско слепило, да даде Господ да прогледаме. Но првиот услов е кој? Како и слепиот, да знаеме дека сме слепи, дека сме сиромашни, дека постои она подоброто и да копнееме по тоа подоброто, а не да бидеме задоволни со сегашната ситуација. Нека му е фала и слава вечно. Амин.